Петчлената група Лелек триумфираше на годинашното издание на Дора и во мај ќе ја представува Хрватска на изборот на песна за Евровизија кој ќе се одржи во Виена. Со песната Андромеда составот освои вкупно 173 поени од публиката и од стручното жири во финалето, потврдувајќи ја фаворитската улога што имаше уште од почетокот на надпреварот. Непосредно по прогласувањето девојките не ги крија емоциите, а на пресконференцијата зборуваа за чувството по победата. Горда сум на нас затоа што навистина се потрудивме, дадовме се од себе за ова. Иако лично за мене чувството е многу чудно како да сонувам. Се исплатеше се што работевме. Ќе се потрудиме уште повеќе да вежбаме и да ја представиме Хрватска на најдобар можен начин, изјави Корина Оливија Рогич, членка на групата. Лелек и минатата година настапи на Дора со песната The Soul of My Soul, но тогаш на сцената не беше Инка Вечерина Перушич. За неја ова беше прво искуство на фестивалот. Девојките се обидуваа да ме подготват за се, бидејќи тие веќе го имаа поминато тоа искуство. За мене многу работи беа непредвидливи. Добро ме подготвија. Мислам дека ништо не може да се спореди со ова чувство сега. Сите пет ја делиме истата емоција, огромна гордост, порача таа, при тоа упатувајќи пофалби и до останатите кандидати што се надпреваруваа во финалето. Формирана во 2024 година, Лелек гради препознатлив музички идентитет преку спој на хрватската традиционална музика и современ поп израз со силен визуелен концепт и сценска драматургија. Со Андромеда групата ќе се обиде да обезбеди значаен пласман за Хрватска на европската сцена во Виена. Американскиот рапер Snoop Dogg е на Зимските олимписки игри 2026 година во Италија како дописник за МБС и почесен тренер за тимот на САД. Тој е всушност неофицијалната маскота на тимот на САД на Зимските олимписки игри 2026, но ги остварува и со ништата на италијанските фанови, пишува People. Именно раперот возвратил со посебна благодарност до едно семејство кое му помогнало откако неговата кредитна картичка не поминала додека нарачувал вечера. Снуп нарачал чизбургер, пилешки крилца, пилешки нагетси и помфрит за носење од Кронокс ресторан во Ливињо, изјавила ќерката на собственикот на ресторанот Софија Валмадре за МБС и Реторс. Кога неговата картичка не била примена, собствениците на Кронокс се рекле да не се грижи за тоа, а за возврат звездата им испратила билети за да го видат финалето на машкиот сноуборд Halfpipe. Тој ги испрати своите вработени да ја земат храната и да платат, но тие не можеа да платат. Не знам зошто картичката не помина, па мајка им кажа дека е во ред да ја земат храната без да платат. Денес не испрати 5 билети за да го видиме финалето, рекла Валмадре. Кога животот во Македонија некогаш ви е сив, а некогаш жолт, викнете ги Бајага и инструктори да го наполнат Борис Трајковски до последно место с неком од наших песама и маестрално музицирање и животот барем една вечер ќе стане розов, jer овој живот е кратак и прозои за час. Во Скопје на истор дожд и ниту едно место за паркирање на најдобар можен начин ги прослави денот на виното и на љубовта. Авалон по прв пат на сцената заедно ги спои домашниот и регионалниот хитмейкер Владо Јаневски и Бајага, секој со своја публика, ама заедничко им беше квалитетниот и незаборавен настап. Концертот беше придружен со прекрасни видеа на бимот за секоја песна на изведувачите, со впечатливи светлосни ефекти и несовршен звук. Владо Јаневски, облечен во блуза и розови фармерки, како загревање за Бајага, докажа дека е нашиот поп пејач со најголеми хитови и верна публика, а таа во еден глас 2 часа пееше со него на сите брзи песни и балади, кои ја обележа неговата кариера. Се редеа буквално сите негови хитови од Напрај место до Пред крај со црно тиквешко и за на крај новата балада Принчипеса.
Нашиот млад и талентиран артист Зи го објави својот најнов сингл и официјален видеоспот "Ти си таа", кој веднаш привлече внимание со својата романтична и енергична нота. Песната е официјално промовирана на 14 февруари 2026 година преку Мет ТВ, а видеото веќе собори гледаност со илјадници прегледи во првите часови од неговото објавување. "Ти си таа" е авторски проект на Зи со текст од Шиша и Насте, а продукцијата и миксот и мастерингот се потпишани од Андреј Ник со копродукција од Димитар Николов. Видеото е реализирано и уредено од Бојан Василев во студиото Pro Light, а сценографијата е подпомогната од тимот на Мет ТВ. За потребите на видеото учествуваат и модели од Model Scene.